Зашто најмногу снимам? Снимам за пари? Дали би се откажал од YouTube? Поздрав, фамилио, јас сум Никикс, добре дов. Прво поздрав до ој човек како саш и ти да си поздравен само да го интересува хештег Никикс сам најака фамилија во Охрид. Полека бе Никикс. Во Охрид, а е пошироко денеска. Шо правиме? Денеска правиме видео каде шо вие гледам колку ме познавате и како ме познавате. Буквално ставам као например прашање колку женски сум имал и сега ово типо на 6, 9, 10, 30. Аз ги имам многу. Добро довте со мојот нов телефон. Ова е веќе стар, значи, ова е веќе стар телефон, ова веќе не е нов телефон. Еве сме, значи овде, снимам видео. Колку добро ме познаваат фановите. Ој ме на следна стори. Кој ми е најпопуларно видео? Реакција на GP пренг на мајка ми дека сум педер, реакција на пајак. Не знам од каде и како се крена реакција на пајак, така одговорот точен. Да видиме колку имате погодено. Значи 178 вие мислите дека пренг на мајка ми. Значи, колку сте вие? Моите да појте да проверите, буквално 2 секунди вие на YouTube да проверите. Ама добро, стварно ова е као паштено, свеќаш. 48 души знае дека реакција на пајак ми е то као точен одговор. Ој ме на следно е зашто најмногу снимам? Снимам за пари, забава и слава. Се вакам, значи да го разјасниме то као снимате за пари вие јутубери ве едно друго, иначе снимам ја за забава. Вака, значи, за сега не можам да речем као снимам за пари, снимам за слава, заради тоа што мене ми е интересно и јас го снимам то, пошто јас земам милиони, ме смеќате. Земам јас многу пари, као и сега снимам по 2 видеа во денот. Не, туку снимам стварно од кејв мене шо ми е и имам на канал веќе 700 видеа. 700 видеа имам 12.000 субови. Ај не ме сезај. Значи снимам за забава, да видам колку луѓе тоа го знае. 22 име речено за пари, 266 души име речено за забава. Вие знаете дека снимам јас за забава, снимам да ми е мене интересно, да ви е вас интересно, се надам дека јас баш ви подобрувам по некој пат ден. Пишете долу во коментар дали сте среќни кога ќе ме гледате. Кој е среќен уште? Јас глуп сум, вие глупи сте да сме сите среќни. Со што се занимавав на почетокот? Ова се однесуваше као типо на кој контент го правев и правев јас гейминг контент, почнам нешто во стилот на муќа, значи јас сум само копирант, јас сум глуп, значи јас глуп сум, така да видиме колку луѓе знаат. 193 знаат дека сум снимал гейминг некој пат, реакции и песни. Сигурно овие реакции што имат стегнато мислат као на GP реакцијата, таме многу ме прослави тоаш во тоа време и тоаш да бев малце паметен, колку сега што сум паметен, сега ќе бев може на плюс 2-3 илјади субови, мада немат врска, ако имав толкава мотивација, може и сега немаше да бидам јас јутубер. Сега може ќе се откажем, ништо чудно. Така да, ви обавезно лупнете лајк, нека имат видеа во ете колку што сакам лајкој. А колку сакам? Јас глуп сум да не знам колку сакам лајкој. Следно прашање, кое е моето прво видео? Clash Royale, Minecraft, GTA San Andreas и GTA 5. Што мислите, пишете долу во коментари, ако не ме следите на Instagram, буквално да следите ме на Nikix Vaper и добивате чоколадна кровна со дупка. И ова како го извлеков нешто се збунав, ама пак го вратив во форма. Да, Clash Royale буквално почнав да снимам и то шала, едноставно јас бев пред толкава мотивација имав на претходниот канал и нешто од дома ми изнервираја, па ете ме убеди некако Ставре и почнав со Clash Royale и 130 души знаат дека сум почнал со Clash Royale, Minecraft, GTA San Andreas, доста знаете дека сум снимал некој пат GTA San Andreas, 70 души, и GTA 5. Буквално јас допред околу 8 месеци или не, преку 10 месеци јас немав добар компјутер и не можев да снимам некои нови игри, кои што тоаш веќе стварно беа некако тренд, искрено бидиме, реално. Што сакав да бидам како мал? Пејач, пилот, кошаркар, фудбалер. Од ова све буквално сакав да бидам како мал, ама најмногу што сакав да бидам е фудбалер. Пејач буквално на мој, да речам, на мои 10 години бевме застанати јас и мој другар, ја речам, и пишевме некои глупости, тоаш ги слушавме она Тајзи, што знам, мислам дека тоаш правеа баш песни, ама знам дека имаше песни од Тајзи, са искрено да не грешам, и сакав да станам на време пејач, ама не можев да најдам инструментал, буквално тоаш бев глуп. Не можевме да најдеме инструментали зашто бевме помали, не се разбиравме и значи тоаш сме биле глупи, а сега глуп сум. Пејач, значи тоа ќе отфрлиме, некој пат сум сакал пилот најмалце сакав, ама
ама и сакав искрено, а кошаркар никој па не сум сакал. Значи кошарка никој па не сум сакал, а фудбал и ден денеска сакам многу да играм фудбал по некој пат, ама да се соберам, да речам, со луѓе кои што стварно нема да забушавам итана и лајк за софано и да играме фудбал. 120 души знае дека сум сакал да бидам фудбалер. Значи овие други врска немале. Врска немале вие други. Океј, следно прашање. Мотивација за снимање на YouTube. GP, Муџа, Бака, Боби Битбокс. Ова баш ме интересира колку луѓе знаат и што знаат. Искрено, најголема мотивација некако и ден денеска ми е. И ден денеска ми е исто мотивација. И ден денеска ми е мотивација, ама некако ми е стварно досаден. Не знам зашо, дали така секој човек ми досадува или итана, а може ти моментално како што ми е Бака прасе, може ти тој ќе ми досади, не викам не, ама никој пат не се знае, така. Мотивација ми беше на YouTube Муџа, многу го сакав и ден денеска јас го гледам како мотивација човек што не треба да престани да снима итана и да се бори за своето. И сега вие гласате 146 за Бака прасе. За Бака прасето 146 вие имате гласано. Океј, моментално ми е Бака прасе искрено, јас го гледам како доста напреден човек од сите други. И како голем дебил, ама голем ме сваќате едноставно забавувач. Тој е забавувач, како што сакам јас да бидам као забавувач едноставно. Муџа ми бил мотивација некој пат, а тој кога почнав со YouTube од пред 5 години, не, значи пред 5 години Муџа ми беше мотивација. Така, ова е следно прашање е седмо. Кога почна најголемиот раст на канал? Ова да видам. Март, буквално март ми почна каналов да рокат. Преку 2500 сабскрајбери ги добив во еден месец, што значи тоа буквално еден од стварно поголемите јутубери толку ги земат што секад месечно. Така да, стега март 83-ца, океј, имате баш доста погодено, за разлика од други, веќе јануари 59, април 71 и мај 56. Што значи баш тоа сте почнали да ме следите околу март, така да, кој јутубер го мразам? Иван Ајнштајн, Боби Битбокс, не мразам, Андреј прави влогови. Океј, ова на црнава листа кај мене не е изгледа GP. Ова изгледа не е кај мене джипер. Океј, нема врска. Искрено ќе кажам, не мразам никого, не сум некој човек што памти зло или прави зло или што сака да направи некое зло, ама не мразам никој заради тоа што стварно ми се океј сите. Океј сите, јас на сите сум ги гледал некој пат, сега тие мене ќе ме гледат. Замисли. И сите после по мене ќе плюкат. Ало? А јас некој пат сум ги гледал, некој пат сум им бил фан. Ај сега ви разберете се. Океј, не мразам никој, 210 души имат гласано за тоа дека не мразам никој и фала Богу не мразам никој. Значи буквално мислам не се сеќам така некако да мразам некого, ме сваќате. Дали сум перверзен? Не, да, ич. Ова е најинтересното прашање. Што мислите ви? Дали сум перверзен? Замисли некој не да стегне тало. Ова се пресмеам некој ако рече не. Океј, ојме да, точниот одговор. Некој гласал за ич. Немој да ме зезаш дека ич не сум перверзен. Ич, ама ич не сум перверзен. Океј, 132 имат погодено дека сум перверзен. Барем малку. Океј, следно прашање. Дали би се откажал од YouTube? Ау, ова е едно од најакото прашање. Да, не и никогаш. Никогаш не можам да речам никогаш кога не би се откажал искрено. Не знаеш што носит и како носит патов и на кој правец буквално те носит, ама ќе речам не и затоа го ставив да, не и никогаш, заради тоа што стварно никој па нема да знаеш, значи не можеш да знаеш што ти носи животов, така. Да, не можам да речам да, заради тоа што јас не би сакал да се откажам. Буквално јас го правам ова интересно зашто ми е, заради тоа што го сакам и тоа небитно. За да 21, не 135 што имате погодено и никогаш е 90. Тоа се тие 10 прашања. Сабскрајбете, застаните. Никик свем, најака фамилија во Охрид, а и пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Ра па па и ра.